Европската и светската скијачка легенда словенецот Бојан Крижај, кој годинава е директор на надпреварите на Шарпланинскиот клуб, смета дека овој пат ќе учествуваат најквалитетни скијачи досега. Своето учество го потврдиле 50 надпреварувачи од 16 земји. Покрај повеќето од соседството, тука се и Франција, Грузија, Австрија, Унгарија, Данска, Русија, Турција. Ove godine i Bog je s nama. Оваа година и Господ е со нас. Условите на Шапка се феноменални и има доста снег. На основа на сите искуства кои ги добивме изминатите години со заедничкото работење, сметаме дека и патеките се подготвени и широки како што треба. Можам да ви кажам дека сме многу задоволни од изборот на надпреварувачите кои се пријавија и дека годинава со нас е младинскиот светски првак од 2007 година Скубе Матиц, кој тогаш стана светски првак во слалом, пред овогодишниот слаломски шампион Марсил Хирчер. Тој освои четврто место во комбинации и заедно со Миха Кирнер се творци на младите генерации на словенечките екипи. Се надеваме дека ќе ни покажат како научиле да скијаат. Избором такмичара кои су се пријавили. 40-тото јубилејно издание на оваа најстара скијачка манифестација на Балканот ќе се одржи од 22 до 24 март. Започнува утре со свеченото отворање во 15 часот. Во сабото од 10 и од 13 часот е велеслаломот. Во недела од 9 и од 12 часот е слаломот, а од 14 свеченото затворање. Македонскиот тим е составен од 6 скијачи: Ристевски, Дехари, Нашоку, Илјази, Куртеши и Емини. Искуствата веќе на екипите кои што работат горе се доста големи. Размената на искуствата заедно со европските колеги исто така допринесе да стазите се на врвно ниво. Се надевам дека времето ќе не послужи за да може да се проследи сето тоа. Евидентно е дека квалитетот од година во година растеше, така да оваа година имаме доста добар квалитет, што ќе представува предизвик за нашите скијачи да се изборат за подобри места. Нови држави кои што учествуваат, тоа се Русија, Украина, Грузија, Маđarска, веќе имаме надпреварувачи од Турција, Данска, тоа се новите држави, а останатите се веќе традиционално присатните Словенија, Австрија, нашите соседи Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина. Така да се надеваме дека сето тоа ќе помине во најдобар ред и дека надпреварувачите ќе можат да имаат доволен стимул за да освојат добри физпројни. За слаломските и велеслаломските трги си има медали, како пласман, а за севкупните прваци, првата награда како парична награда 3000 евра, втората награда 2000 евра, 1000 евра и нормално севкупниот победник го добива шарпланичето како традиција што е за Шарпланинскиот клуб. Патеките Орлова и Езерино се подготвени, а годинава има и многу снег. За сите кои сакаат викендов да бидат на Попова Шапка, ќе има и организиран бесплатен автобуски превоз од Тетово.